Денес, преостанатото време, ќе го посветиме на една многу актуелна тема. Живееме во навистина последни времења. Живееме во сериозни времења. Слушаме разни најави. Тоа не мислам од медиумите, туку од поинтелигентни извори на информации за тоа што се случува, што ќе се случи, што ќе биде понатаму. И интернетот е полно со разни учители и проповедници. Денес дојдовме до таму да и секој може да биде и проповедник. Но да ги оставиме нив на страна. Не верувајте на се што на интернет се зборува. Све проверувајте. Дури и да е интересно, дури и да е сензационално, љубопитно, фантастично и така натаму. Да отвориме во Матеј, 21 глава, односно 24 глава, мислев. Матеј 24 глава, ако се сеќавате, кога учениците го прашаа, кажи ни кога ќе биде тоа, мислејќи на храмот, и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и крајот на светот, што беше првото што Христос го кажа? Да, пазете да не ве излаже некој. И денес ова најмногу се потврдува. Живееме во време кога е навистина последно време, навистина апокалиптично време. И баш затоа имаме најразлични трубења, најразлични гласини, најразлични информации. После предупредувањето вели исто така, значи да не ве излаже некој, зашто многумина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ова ќе се случи во наше време, вакво нешто? Се случило до сега вакво нешто? Да, се случило. Сај Баба, например, тврдеше дека он е и Христос, и Јахве, и Аллах, он е сето тоа, е он. Но не само тој. Кој ќе биде последната голема измама според големата борба, се сеќавате? Значи, после сите овие настани. Сите овие настани што сега се случуваат, и војната, и пред тоа ковидот. Сето тоа Христос го споменува, нели? Во пророчкиот говор. Ке слушате и за војни, гласови за војни, и епидемии, и глад спомена, нели? Се збори и за глад дека ќе дојде? За криза, прехрамбена, енергетска и така натаму, се збори и тоа. Но која беше последната голема измама, се сеќавате? Да. И како, што вели Елена Вајд таму, големата борба, се сеќавате? На крај, самиот Сатана вели, ќе се појави пред светот како Христос. Се сеќавате на тоа? Ќе го доживееме и тоа чудо? Замислите како ќе врескаат глупавие медиуми политички. Кога такво нешто ќе се случи. Христос дојде, Христос дојде. Папата ќе искочи да му се поклони. Овие сите други ќе искочат. Политичари, водачи на други цркви, религии, целиот екуменизам денешен. Затоа Исус рече и ќе прелажат мнозина, мноштвото ќе биде прелажано. Сите што веруваат во медиумите ќе бидат прелажани. Сите што веруваат во
во владата ќе бидат прелажани. Сите што веруваат во науката ќе бидат прелажани. Колку луѓе беа прелажани лани под паролата да веруваме во науката. А науката што велеше? Науката велеше боцнете се за да се спасите од ковидот. Видовме колку се спасија. Патам речено, деновиве и рускиот патриарх Кирил заболел од корона. Но оно што е карактеристично е што тој кутриот и тој проповедаше и јавно се надеваше на вакцината, а не на Бога. Се сеќавате за кој израелски цар беше речено? Се разболе, но и во болеста своја не го бараше Господа, туку се сеќавате што барал? Лекари пишува на руски врач. Но и во болеста своја не ги бараш, мислам беше јудиниот цар Аса, но и во болеста негова не го бараше Господа, туку лекарите, или по-руски врачевите. Ја би сакал да се задржиме на следново. После тоа во 6 стих, значи после предупредувањето за измамата, вели ќе слушате за војни и гласини, или овој превод вели повици на војни. Го слушаме ли и денес ова? Кога ова прв пат го прочитав в 91 година, ова ме убеди дека Библијата е вистина. Токму тогаш се водеше српско-хрватската војна во Славонија. Се разбира, пред тоа ги имавме светските војни. Значи, ова ме убеди дека живееме и ние во последното време. А и сега во 2022 година, актуелни се овие Христови зборови? Да. Иако јас и понатаму верувам дека ова е контролирана војна. Контролирана војна, што докажува и одлуката на рускиот претседател за делумна мобилизација, значи делумна, не се плаши, под контрола. Да трае подолго, да се влечка додека некој вела додека Трамп не дојде пак на власт. Сега Трамп наводно се нудел да биде посредник за мир. Па ако договорат мир, он ќе стане пак популарен, он ќе биде миротворецот, за да се врати на власт и така натаму и така натаму. Има разни гласини. Има гласини за нуклеарна војна, тоа па најмногу не го верувам. Мнози не владат нуклеарна војна. Има разни православни старци, тоа е титула, не е возраст, кои што велат грчки, српски, руски, ќе паднат нуклеарни бомби во Европа, во Америка, не го верувам. Да. Знаете, еве, ми се допаѓа одговорот на еден друг поранешен православен митрополит во Грција, кој што сега си е таму, во некој манастирче, си снима YouTube видеа, и тој го праша и него, дали ќе има светска војна, нуклеарна војна, и он вели не, иако многу други од неговата религија кажуваат дека да, ќе има нуклеарна војна. Знаете, кој паметен одговор го дава он? Зошто не? Па, сите овие глобалистиве, целата оваа денешна цивилизација, целата оваа технологија што до сега ја изградија и толку многу се приближија до новиот светски поредок, и сега има нуклеарна војна за да сето тоа го уништат, да се уништи цела цивилизација и да се вратат 5000 години назад, кога Господ им ги помеша јазиците во Вавилон, и после уште 5000 години за да стигне до ова, де рече. Држи вода, се разбира. Значи, глобализмов не го градеа толку стрпливо со децении, толку многу генерации, за да сега го уништат и го направат салата со некоја нуклеарна војна. Сега, што ќе биде или што нема да биде, ние не знаеме, но ова е битното, што Христос вели потоа во 6 стих. Значи, ќе слушате за војни и гласови за војни,
гледајте да не се уплашите. Што беше целта на медиумите за ковидот претходните 2 години? Страф. Што е целта со сегашниве гласови за војни, кризи, глад, немаштија, струја нема да има, се спрема сега баш се спрема страшна зима, значи од 2002, значи после 20 години ќе имаме вистинска зима, дури сега, а сите овие претходни зими немавме, значи дали ќе биде страшна зимата или не, и тоа го контролира некој. Го манипулираат и тоа, значи. Ама струја нема да има, ама јаглен нема да има, што ќе правиме? Исус рече, гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде. За ова сакам да размислуваме. Зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. И потоа следи описот на светската војна, зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство и на разни места ќе има глад, помор, значи епидемија, пандемија, и потреси и земјотреси. А сето тоа е почеток на страдањата. Понатаму нема да читаме, бидејќи темата ми е ова. Зошто Христос вели, значи прво да не се уплашиме. Прво да не се уплашиме од сето ова. Зошто да не се плашиме од сето ова? Да. Затоа што твојот Господ ја контролира целата ситуација. Гјаволите мислат дека контролираат, но не. Видевме по пандемијата како многу работи им избегаа од контрола. Па решија што поскоро да се присоберат, па сега ја прогласија дури за завршена. Иако понатаму се разболуваат. Да, затоа рекоа Нобелова награда за медицина треба да му се доде. Гледате да не се уплашите, но сакам да размислуваме за ова. Исус вели, зашто сето тоа треба да биде. Зошто Исус вели дека сето ова треба да биде? Што? Војни, глад, помор, земјотреси, па дури лажните Христоси пред тоа. Зошто сето ова, конкретно за војни и гласови за војни, гледате да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа се уште не е крајот. Зошто сето ова треба да биде? Зошто Господ дозволува и болести, особено неизлечиви болести? Дали и тоа треба да биде? Дали и тоа треба да биде? Како и војниве? Зошто сето тоа треба да биде? Прашање за размислување. Зошто Господ смета дека сето ова треба да биде? Зашто има многу наивни луѓе прашуваат, Господе, зошто дозволуваш сето ова да го бидува? И војни, и неправди, и криминал, подмитени суди, неправедни суди. Не сето тоа, или злосторства, невини страдаат. Еве, каква трагедија в семејството на сестра Милевка. Како што рече Борче, како слично на Јов. Зошто, Господе, дозволуваш вакви работи? И Господ на тоа одговора, зашто сето тоа треба да биде. Има икс причини зашто Господ дозволува нешто да ми се случи. Мое да не се плашам. Мое, дури тогаш, колко е тоа, замисли колко е тоа, дури тогаш да се радувам. Како што рече и самиот Јов, и кожата моја, значи, да ме снајде такво зло, бидејќи Господ што му рече на ѓаволот?
Можеш да удриш секаде, само него не смееш да го чепнеш. Замислете. А ѓаволот дори и жената ја остави, за да му биде негов сојузник. Зашто не ја сотра жената и со децата и жената прво? Не, жената ја остави, за да жената после му соли памет на Јов. Проколни го Господа и цркни. Нема Господ. Зошто вакви неволи? Зошто ова? Господ секогаш да се сетиме, бидејќи тоа е реално искушение. Јас, фала на Бога, јас се изненадив, брат Дълчо, мината сабота беше толку силен во верата, јас се изненадив. Ја не мислам дека не би бил толку силен. Да ги снема крсте или внуциве или и внучево, најмало на сестра ми внучето, јас не знам дали ќе бев како Делчо минатата сабота. Па сега и Саше денес. Да се сетиме дека кога секогаш ќе не нападне ова искушение, зошто? Господе, зошто? Да се сетиме дека Господ знае зошто, дури и тогаш кога ние не знаеме, и дека неговиот одговор е сето тоа треба да биде, но вие не се плашите. Се е под моја контрола. Се што загубивте, ќе ви се врати. И најмилите што ги загубивте, ќе ви ги вратам, бидејќи само јас можам да ги вратам. Само вие бидете верни и не се плашете. Имајте доверба во мене. Нека му е фала и слава. Амин.